последните одлуки на комисијата, односно, да, со последните одлуки на комисијата, се достигна врвот на членовите, мнозинството го достигна врвот на својата нестручност, тенденциозност и злоупотреба на службената дејност. Случајот Петар Карајанов. За господинот Петар Карајанов е донесено решение дека се работувал со тајните служби, со нашите служби, со безбедносните служби, врз основа на два документа. Едниот документ е неспорен, дека не се однесува за него, односно се однесува за лице кое е друга година родено, кој живеело во друг град, кој има друго различно семејство од семејството на господинот Петар Карајанов, кој е илустриран. Затим, многу аргументи укажуваат дека не се работи за лицето Петар Карајанов, кој е илустриран. Значи, тој документ не можеме да го земеме, односно комисијата не можела да го земе како аргумент за илустрирање. Вториот документ, кој останува единствен како основ за илустрирање, комисијата на 4 април оваа година го разгледуваше и го отфрли како документ врз основа на кој може господинот Карајанов да биде прогласен за соработник. Значи, ако го отфрлиме овој документ кој не е за господинот Карајанов, и ако овој документ за кој истата комисија донела решение дека не е доволно и дека не може врз основа на тој документ да се илустрира господинот Карајанов, тогаш останува на основа на што е илустриран господинот Карајанов, без ниеден документ. Господинот Фрчковски, према она што е изнесено на комисијата, дал наредби за 10 лица, 10-12 лица, за нивно следење. Ги прочитав после таа одлука тие досија врз основа на кои е издадена наредба за илустрирање и може да се констатира следно. Прво, господинот Фрчковски дал наредба да се прати лице, што е разгледувано на комисијата, значи се прати лице кое по осамостојувањето на Република Македонија, значи кога станала самостојна држава, се изјаснувал дека Македонија како самостојна држава не може да функционира, треба да се приклони кон Бугарија, а тоа треба да се постигне според методите на Иван Михајлов, односно политичките противници треба да се отстрануваат насилно. Според моје мислење, ако такво лице безбедносните служби не го следат, тогаш и не си за таква наредба, тогаш, по моје мислење, тогаш би требало да одговара господинот Фрчковски и да биде окривен дека дозволил да лица прокламираат и бараат насилно отстранување на противниците, политичките противници. Истото тоа лице, кое тоа го барало, формирало илегална политичка партија Тодор Александров. Ако за тоа лице господин Фрчковски не дал наредба, тогаш би требал да одговара, а не затоа што дал наредба. Друга група на наредби што ги давал господинот Фрчковски е тоа што на некои лица наредил да се следат поради тоа што имале контакти со врховистички определени поединци и групации од Бугарија и САД, кои се стремеле на остварување на големо бугарските стремежи спрема Македонија. Дали безбедносните, прашањето се поставува, дали безбедносните служби треба да ги следат тие лица или треба да ги пуштат слободно да роварат по Македонија и да се борат за остварување на бугарските стремежи кон Македонија. И според мене, и за оваквите лица што е дал наредба господинот Фрчковски, ако не дал наредба, треба да одговара, а не да дал наредба. Трета група на луѓе за кои дал наредби за следење е поради разузнавачките активности на тие лица за кои дал наредба во полза на разузнавачката служба на ЗНД, односно Зеницата на независни држави. Конкретно има и
тие лица за кои дел наредба, со кои потврдени разузнавачи на странски држави контактирале и работеле. Како да не се следат тие лица? И за таквите лица, ако не дал наредба господин Тврчковски, тогаш треба да одговара ако не дал наредба, а не ако дал според моите убедувања. Трета, четврта или пета групација за која дал наредби, според овие што ги разгледавме на комисијата, е за лица државени на Република Македонија, кои се декларирале како бугари и ја застапувале тезата дека не треба да постои, дека не постои македонски народ, и лице кое е во врска со бугарското, и за лица кои биле во врска со бугарската СМД. А бугарската СМД, знаеме, пропагирала Македонија да биде во состав на Бугарија. Дали нашите разузнавачки служби треба да ги пратат тие, да ги следат тие лица? Според мене треба. Четврта група на лица кои се поставени на седница на комисијата, според кој е илустриран господин Фрчковски, е група на лица следени поради дејност насочена кон насилна промена на или подкопување и уривање на уставниот поредок. Насилна, реков. Па за тоа ни постојат безбедносни сили и уште нешто треба да прецизирам. Функцијата на господинот Фрчковски, министер за внатрешни работи, е политичка функција. Сите овие наредби не ги дава по собствена иницијатива, туку сите овие наредби што ги издава господинот Фрчковски се барање на професионалните служби во Министерството за внатрешни работи. Инспектори, началници, подсекретари, тоа се професионалци кои, увидувајќи ги работите на овие лица, дека работат со разузнавачки служби, со тајни служби, дека работат против интересите на Македонија, за уривање на државниот поредок, доколку не ги послушал и не ги прифатил тие барања на тие стручни лица и професионални лица во безбедносни служби, тогаш би требало според мене господинот Фрчковски да одговара.